Ќе одиме во водовод со цел да се информираме за тоа како да ги заштитиме цевките од пукање на вака ниски температури кои што веќе ги имаме во утринските часови, а метеоролозите велат доправа ни доаѓаат и поларни студови. Диме, добро јутро и повели. Благодарам, Јована. Добро утро уште еднаш како вам, така и на гледачите. Утринските ниски температури или водоцните вечерни часови и тоа како веќе се изразени во овој период од годината, но и покрај бројните апели кои секојдневно се упатуваат до граѓаните од страна на јавните предпријатија за водовод и канализација на времено да ги заштитат цевките и водомерите со цел да не предизвикаат проблеми, а со тоа и да се направат дополнителни финансиски терети во, како велиме, најдолгиот месец, односно јануари. Ќе разговараме и во продолжение, односно до каде се надлежностите на јавното предпријатие, а од каде на граѓаните, кои се најчестите грешки, но и се трпат ли енормни загуби на питка вода поради праксата голем дел од граѓаните да ги оставаат славините да течат во текот на ноќта, па и во денот, со цел да не замрзне водата во цевките и да предизвика проблеми. Добро утро, велам за господин Ковчегарски од јавното предпријатие Водовод и канализација. Дали праксата досега покажа дека овие совети и апели кои ги упатуваме секојдневно или многу често до граѓаните даваат некаков бенефит? Најнапред, добро утро до вас и до гледачите на Сител телевизија. Во однос на вашето прашање можеме да кажеме дека поголем дел од граѓаните ги применуваат нашите совети, нашите препораки. И доколку тоа навистина го прават, тие нема да најдат на проблеми од типот на замрзнување на нивните внатрешни инсталации во нивните објекти. Меѓутоа има и граѓани кои што не се придржуваат на овие совети, секако дека кај нив има потенцијална можност да настанат проблеми од таков тип, односно замрзнување на внатрешната водоводна инсталација. Што покажува праксата? Од година во година стануваме по-практични, односно ги применуваме ли правилата да ги заштитиме водоводните цевки или уште се водиме по правилото пушти ја славината па нека тече питка вода, правејќи и загуба, но и голем трошок? Праксата граѓаните да ги оставаат славините отворени се покажала како неисправна од причина што тие и кога ги оставаат славините отворени не ги оставаат со полн млас, тие оставате на помала количина да тече со цел да превенираат замрзнување. Меѓутоа, доколку температурите паднат на многу пониско ниво на скалата, постои повторно опасност и можност да дојде до замрзнување и на тој начин граѓаните се прават двојна загуба. Првата загуба е во однос на тоа што нели поради неконтролираното течење на водата имаат поголеми сметки, а другиот проблем е тоа што од кога веќе ќе настани механичко оштетување на инсталацијата, тие повторно се принудени да бараат соодветни решенија со цел да го санираат проблемот, односно дефектот. Докаде се надлежностите на граѓаните во однос на водоводната мрежа, од каде почнуваат или каде завршуваат на јавните предпријатија за водовод и канализација и доколку настане проблем пукање на водомери, што е многу често пракса, или пак на цевки, кој го сноси трошокот и дали вие како јавно предпријатие ја вршите замената или е потребно приватен водоинсталатор да се побара? Често пати сме спомнале дека во делот на примарно-секундарната водоводна инсталација, каде што ние како јавно предпријатие имаме надлежност, бидејќи се тие инсталации поставени согласно одредени стандарди, нема можност и опасност од појава на замрзнување на цевководите. Меѓутоа, во делот на внатрешната инсталација, односно после главната водоводна шахта, што е приклучна, тогаш постои опасност само кај нашите корисници. Во делот на проблемот со водомерите, тие сепак треба да бидат поставени исто така во соодветна шахта, направена на соодветни стандарди, и доколку дојде сепак, значи покрај се дојде до напукнување или оштетување на водомерот, ако тој водомер е постар од 5 години, тогаш обврска е на нас како јавно предпријатие да направиме замена. Меѓутоа, доколку тој водомер не е постар од 5 години, сепак има можност да дојде до одредена поправка и таа некаде би чинела околу 1500 денари. На кој начин можат граѓаните, доколку
поради непочитување на правилата за изолација на водоводната мрежа која е во нивна надлежност, се соочат со проблем пукање на водомерот, на кој начин може да го извршат плаќањето, дали тука и сега веднаш што велиме народски или може да го платат условно на рати со тековните сметки кои ги добиваат за потрошена вода? Па плаќањето еднократно, значи се обраќаат овде преку дежурно информативниот центар, се обраќаат, го детектираат, односно го пријавуваат проблемот и после тоа нашите надлежни служби ја превземаат понатаму процедурата и на тој начин се добива едно решение кое што оперативните колегите од оперативниот дел ја вршат замената или поправката на водомерот. Кои се најдобрите материјали или на кој начин најдобро можат да се изолираат цевките и колку тоа одмрзнување со полевање на славините или каде што се достапни цевките, доколку се надворешни со врела вода, користење фен, пегла и слични апарати може да направи повеќе добро или може ситуацијата уште повеќе да ја вложи? Наша препорака е секогаш да се прави изолација на внатрешната инсталација со соодветни материјали согласно определени стандарди. Има најразлични термоизолациони материјали на различни бази и на тој начин, значи, ако се направи тоа стручно, не постои можност за замрзнување. Оние, да кажеме, импровизации што ги прават нашите граѓани, дали со различни грејни тела, како што спомнавте, фенови, бренери и така натаму, не ги препорачуваме од аспект што нема да помогнат и само можат дополнително да направат уште повеќе усложнување на самиот проблем. Наша сугестија и препорака до сите корисници е во тој случај веќе ако настане оштетување на водоводната инсталација, да повикаат стручни лица, постоја значи правни субјекти кои што се занимаваат со водоинсталаторски работи и најсоодветно санирање на дефектот, односно странување на проблемот ќе бидат извршени од тие субјекти. Колку што ве сватив, доколку настане проблем за мрзнување на цевките и славините во домот, тука јавното претпријатие Водовод и канализација нема надлежност, па дури доколку граѓанинот ви се обрати, дури да сака дополнително да си ја плати услуга. Точно така, ние имаме надлежност до главната приклучна шахта, после тоа веќе спаѓа во делот на внатрешната инсталација и во тој случај, како што спомнавме претходно, граѓаните ќе треба да се обратат до соодветни правни субјекти кои што се занимаваат со оваа проблематика. Може ли да се направи поделба каде се почести проблемите, дали во куќите, односно индивидуалното домување или во стамбените објекти, менува ли средината каде настанува проблем од градска, селска средина или буквално нема правила? Повеќе вакви проблеми настануваат во индивидуалните куќи, во колективните стамбени згради каде што инсталациите се значи во амбиенти каде што нема можности услови за замрзнување, немаме таква појава. Значи, најчесто се во куќите. Тоа значи граѓаните сепак треба да бидат доста внимателни во овој период од годината, но дали главната водоводна мрежа со која водата стасува до домовите без разлика дали куќите или зградите трпи некои посериозни проблеми во зимскиот период или доколку граѓаните ги почитуваат правилата ќе се избегнат несакани последици? Ако граѓаните ги почитуваат правилата, значи ќе имаме и помала потрошувачка во нашиот систем, односно и нашиот систем ќе биде помалку оптеретен. Са доколку граѓаните, еве, како што спомнавте, ги оставаат славините да течат, на тој начин се зголемува потрошувачката и секако и нашиот систем е малку повеќе оптеретен. Така, за крај, што би ги советувале, што би им препорачале на граѓаните, дали може, што велиме, мирно да спиеме, дали имаме доволни количини на питка вода во јавниот водовод? Во однос на количините на вода во јавниот водовод имаме доволни количини, значи нема никаков проблем во однос на водоснабдувањето. Препораките до граѓаните се секогаш истите, значи да ги почитуваат. Доколку немаат услови да обезбедат амбиент каде што нивните внатрешни инсталации ќе бидат поставени на соодветен начин, тогаш ние дури препорачуваме и ако не се користат тие објекти во типот на викендици или не знам од било која друга причина не се користи толку често објектот, тие може да направат едноставно дренирање на системот и после кога ќе дојдат потопли температури, тогаш повторно да го стават системот во функција. Горан Ковчегарски, раководител на сектор Водовод, гостин во утринската насител. Благодарам. Благодарам и на вас.
Ниските утрински температури, па и во текот на денот, но и доцните вечерни часови и понатаму ќе бидат карактеристични за овој период од годината, се подразбира. Зима го имаме првиот месец од новата година, па затоа, почитувани, придржувајте се до советите и препораките кои ги упатуваат од јавните предпријатија за водовод и канализација, со цел и да се заштити питка вода, која за жал на глобално ниво се помалку ја има, иако може би директно не засега, но последиците вака или така некогаш ќе ги почувствуваме, а со тоа ќе имате помали сметки и главата ќе ви биде мирна. Овде јас ќе го заокружам ова наше вклучување во живо секако, доколку Јована и Александар нешто дополнително не прашате. Немаме наша мирна глава дополнителни прашања. Ти благодариме за ова јавување во живо од јавното предпријатие Водовод. Се надевам дека овие совети добро ќе им додат на оние кои што се грижат за своите цевки да не бидат замрзнати овие минусни температури.